Со положување на свежо цвеќе, музички и танцови изведби и рецитали, денеска учениците и вработините од основното училиште Маршал Тито од Струмица го одбележаа патрониот празник на училиштето. Директорката Благица Уста Петрова имаше свое обраќање пред присутните, а беше откриена и бистата со ликот на Јосип Броз Тито, која училиштето ја доби за прв пат од своето постоење. Денешниот ден за нас вработените во ова училиште е посебен. Училиштето ќе го краси бистата на нашиот патрон Јосип Броз Тито, за која посебна чест ни е што е изработена од вредните раце на еден наш поранешен ученик, а сега врвен ликовен уметник професорот Митко Тошев. Голема благодарност и до општина Струмица, до нашиот градоначалник Костадин Костадинов, кој финансиски не поддржа во изработката на истата бист. Нашиот патрон Јосип Броз Тито велеше: нашата младина треба да се воспитува во духот на новото време и во склад со реалноста, а сите оние кои се вклучени во образовниот процес треба да дадат правилен правец кој кон ова ќе води. Сближувањето на двете страни и меѓусебното почитување е сигурен клуч кон остварување на овие цели, а успехот секогаш е неминуван. Сме го постигнале ли ова, сме обезбедиле сигурни раце во кои ќе остане нашиот свет. Нашето богатство не се само фабриките и патиштата. Нашето богатство е човекот, нов човек кој треба да се изгради. Нашата мисија како просветни работници е правилно да ги насочиме нашите ученици да се движат во правец на успехот, да создаваме млади умови на кои ја оставаме нашата иднина. На настанот свеќе положија и представници од Советот на општина Струмица, како и членовете од Сојузот на борците. Инаку, ова основно училиште веќе неколку години редовно организира активности како дел од проектот Јакнење на меѓуетничката соработка во општините, со цел подеднаква инклузија на децата од различна етничка припадност.